хронолошки, како што вие презаравте во јавност да дискутирате, се што кажавте хронолошки се исполнуваше тоа. Се што они го кажа обратно се деси вака. Дали они ве повикале вас нешто на разговор? Сте имали дискусија со Венко или со некој за дискусија? Тоа е стварно мислам голема штета. Се што кажате се испадна максимално хронолошки од пандемијата па започна баш така. Значи, со министерот два пати сум се слушал на телефон. Да, тоа е мислам поразително. Еднаш кога го објавив тоа за давање на антибиотици, значи вие во декември со тоа објавување му заштедувате на фондот, бидејќи престана во декември 50.000 помалку рецепти. Само во еден месец, а до сега околу €1.000.000 му заштедувате. Што почна помалку да дават, иако треба уште. Нити фала, нити ништо. Правеа истрага кој ги дал резултат, значи на тоа кај нас пореметено. Значи пореметени се луѓето. Они гледаат имиджот на владата на овој начин се руши. А лекарската комора имиджот на лекарите овој ни го руши, ја им го рушам. А фармацевската имиджот на фармацевтите. И они се гледаат како некако ова да го ублажат, бидејќи ако одев ја по редовните патишта, иако сум таму и председател на комисија за борба против резистенција, и должни сум ги дадат резултатите. Они ќе ги заташкаат. Не, ова не е за јавност. Ние ќе преземеме, ништо немаше да се преземе. Вака имаше ефект. Значи, почна во фондот дури да барат одговорност кој ги дал резултати. Мислам, замислете место фала да ги речат. Комората исто така реагираше. Не ме спомна по име, меѓутоа престана да ми објавува текстови, било какви, не ме викна на тие тркалезни маси. Значи, те тргаат како да си фармацевска комора се љутеше, бидејќи иако има задача, они како да се платени што поише лекои да се дадат, а не да го заштитат народот. Тогаш ми се и министерот и ме замоли побара додам на визита на клиника за пулмологија. Зашто додам на клиника за пулмологија? За антибиотици, треба да издржава, додат луѓе за како се лекува, па ако треба јас не кажа за антибиотици. Не таму, и два пати ми се и отидов јас таму. Му дадав извештај, лично, што напратил, и извештајот го објави на вести во медиумите, да го неутрализира тоа што претходно сум го кажал, мислам го ме прати на најдобра, на клиника да што има протокол, на клиника кај што работат мои другари, со кои сум заедно сме отеле сме работеле со Сумамедот баш, директорот ме прими, нормално. Значи, сето смислено за да се неутрализира, тоа беше дори после јавните, дека јас сум се го сменил ставот. Тоа беше болница, кажав што како се дава болница, дај Боже, секаде така да се дава. И таму може би се дава повеќе, но тоа не е кај што треба и кај што... И уште еднаш ми се како објавив еден случај на кој ми го попратија мои колеги, кај што на еден човек здрав, само позитивен, му препишал интернист, специјалист 14 лекови. Тој имаше 3 антибиотици, различни, дури едни во инекции. И некој го сретнал со кеса, за која платил 7.000 денара, кеса некој корба. Мој колега, микробиолог, Олешка поточно, го пратила кај други луѓе од друга град. И тоа било стандардно лекување, сите им даваат од тоа место. И таму имаше најголема смртност. И ја тоа го објавив, тогаш ми се втор пат министерот и толку. И тогаш му кажа, дајте преземете нешто за антибиотици, не знам што сте се засекирале толку за таа работа, таа е наша традиција, ето не е ништо ново. Тоа беше ние да го Тоа беше коментарот. Да. Ако интересираш името на овој, викам името ми е дадено со фулмастер. И јас го добив со фулмастер. Јас не знам кој е. Јави се кај тие што ти го дадува името, да ме сега со него ќе осредим. Му ја кажев регионот и општината, и викам, сега другото,
видите, сите лечат така, не е битно името. Тоа е став таму да го дава така во фактички да се они на некој начин се заштитуваат, ја му дава се на пациент, некој да не ми се буди. Тоа е прилика. Со вакцините доцнеме, меѓутоа сега добро оди како. Да, сега се подобри се. Сега немам што да критикам, освен дека инсистирам втората доза на AstraZeneca да примат. Овде и Германија дозволи, бар тие, ако не на младите, бар на тие ще примили у Србија. Не знам што се чека. Со рестриктивниот полицискиот час, Добра? што се случува? Што сега моменталниот е од колку од 11? 12. Да. Кој е 12 до 4. од 12 до 4, кој е по ефектот зашто после 12 луѓето не ни скачат толку, мислам, младите не се држат толку многу. Ефектот е кај младите да не се демек и да се запијат негде да се сепак по 12 ќе се приберат. Сега да не биде нагло, зашто ако се прекинеше се ние сме многу незгодна држава. Ако се прекинеше пред Рамазан Бајрам, за Великден имаше сега не. Да. Рамазан, па да не се прекине однова се че да заврши. И не се сега, мислам дека мене лично ми одговара ептен бидејќи Да, полицискиот час може се една смаја. Ами имам два средношколци, едно дојде од 3 минути до 12, другиот од 12:05. Од кај знам кој, едниот е матурант, сам 19 години. Од кај знам кој ќе дојдеше, може сега сабајлете ќе мислев дали се вратил или негде кај легнал да преспие и така натаму. Значи, вака, у тој смисол, инаку, мислам дека порано требаше се донесат тие мерки, да се спасат. Да се спасат луѓе. Значи, навистина. И таа негативна кампања за AstraZeneca и тука отида луѓе. Да, тоа беше. По светот отида. Ќе чекам друга вакцина. Луѓе над 80 години може да примат таа. Да, тука Европска Со кинескиве исто не може да ги ради. Немој сваш што ја кажеш другиот. Не со среќа, не. Вика, ја од кинеско ни шрасцигер не купувам. Ја ако не тука, да викам никој нема. А ми е страшно дека може да добие болест. Знаеш, сепак. Споро созда имунитет, ама сепак е подобро од ништо. Да, тука Европска унија се заплетка со... Да. Мислам дека идеолошки малку достапува. Не Да, се да. AstraZeneca, не се кинеска и направи Се, штета. па и ние самите, Да. по не знам кој пат лоша проценка да е. Безрезервна доверба во Европска унија НАТО, да не сгрешиме и после доаѓаш во парадоксот да НАТО армијата првите 60 прими руска вакцина. А претходно вика руска не, ние сме НАТО за населението не, да дојдеш после војската, да се така да е интересно дека се пишат романи за оваа ситуација. Има тука многу нејасни работи. Значи, кога почна, значи, има многу работи што им дават храна на овие теории на заговор. Има работи кои ги направи Светска здравствена и владите кои не може да се објаснат, не објаснени се, немаат врска со наука. Првото што беше носење ракавици. Мислам, треба да си луд на респираторна болест да кажеш населението да носи ракавици. Сетеш зошто, значи некој сака да ги уплаши луѓето ракавици, па почна политичари скафандери да носат, мислам што нема врска. Или сега влегување на пратеници со скафандер, мислам. Болен човек никогаш не се облака у заштита здравиот се облака. Или после тоа, уште почна прскање на улици. Мислам, не тоа скафандер, тоа е мантил хартиен. Така се шега. Значи сега јас треба да лекувам, он било кој го облакаш тоа, одиш лекуваш, после се знае како се вади, се фрла, се миеш и се еш дома. Да е некоја друга болест, треба да има специјални тушеви, да се соблечеш, значи за да заштитиш облеката, да не изнесеш надвор. Здравиот човек, болниот човек си седи дома, нема што... И така, значи, прскање на улици. Да. Зошто се прска улици? Па и објаснување наше за маски за улична прашина, врскане. Да, значи имаше многу работи кои... Па тоа со маските треба, не треба. Па Светска здравствена треба 6 месеци да одлучи. А самата влиза и асимптоматските не ја шират болест. Тоа е тежок гав. Главните ширачи се тие.